Блейк Лайвли е среде кавга со нејзиниот колега во It Ends With Us, Джастин Балдони, што резултираше со правни спорови и обвинувања. Но додека таа драма се уште се одвива, актерката се подготвува да го промовира својот нов филм Another Simple Favor, во кој повторно глуми со Ана Кендрик. Нивната соработка доаѓа во време кога се шират гласини дека не се поднесуваат, откако претходно заедно глумеа во филмот A Simple Favor. Сега и двете се во центарот на вниманието, бидејќи ја започнуваат промотивната кампања за продолжението, чија премиера е закажана за 7 март. Откако објавите на Блейк Лайвли на социјалните мрежи за време на промотивната кампања за филмот It Ends With Us доведе до низа критики и судири со Балдони, Блейк наводно ангажирала приватен експерт за комуникации за да ја помогне да избегне дополнителна штета на незината кариера. Со оглед на зголемениот интерес од обожавателите, многумина почна повторно да ги анализираат интервјуата од 2018 година, кога Блейк и Ана го промовираа својот прв заеднички филм. Потоа си разменија саркастични коментари, а тензијата меѓу нив, според многумина, била многу забележлива. Едно од интервјуата, кое повторно стана вирално на социјалните мрежи, покажува дека Ана ја омаловажува Блейк, сугерирајќи дека таа не е толку талентирана како неа. Ја запознав Блейк неколку пати преку Рајан Рейнолдс, додека го снима филмот The Voices и знаете ми изгледаше како убава личност, но малку сгрешив, изјави Кендрик. Иако се чинеше како шега, Ана во еден момент ладно и каже на Блейк: "Не ме допирај." По овие саркастични коментари, атмосферата меѓу нив две наеднаш се залади, а Блейк немирно продолжи со насмевка на лицето. Ана исто така сугерираше дека Блейк е љубоморна, откако Блейк призна дека никогаш не би можела да стане принцеза на Дизни без гласот на Ана. Ана тогаш одговорила: "Ах, кутра ти, животот ти е толку тежок." Британскиот крал Чарлс и кралицата Камила, која имаат својата прва државна посета на Рим, годинава на 9 април, датумот кога се венчаа пред 20 години, пишува Британски сан. Според весникот, патувањето во Рим ќе опфати низа ангажмани и потенцијална аудиенција со папата Франциско во Ватикан. На 76 годишниот крал му беше диагностицирана неоткриена форма на канцер во февруари 2024 година. На 7 ноември Чарлс го одржа својот прв говор по искачувањето на тронот како монарх по смртта на својата мајка на 8 септември 2022 година. Конкурсот за годинешните награди на Друштвото на писатели на Македонија е на чекор од својата завршница. Тројцата кандидати за наградата Мост, најдобра книга напишана на некој од јазиците на националностите во Македонија, беа познати од самиот почеток. Минатата недела беа обзначени финалистите на наградата Димитар Митрев за најдобра збирка критика или есеистика, а сега познати се и финалистите за наградите Стале Попов за најдобра прозна книга, Ацо Шопов за најдобра збирка поезија и Ванчо Николевски за најдобра книга за деца и млади. Следуваат 5 списоци со сите 15 финалисти за наградата Стале Попов: Ветрилиште, Кој го уби Едгар Алан По, Приказничар. Финалисти за наградата Ацо Шопов: Јазикот што само ние го разбираме, Одглас, Посвети и пофалби. Финалисти за наградата Ванчо Николевски: Бакнежи на небото со големо Д, првото Жарче Љуб. Финалисти за наградата Димитар Митрев: Книжевни паметници, жени во македонската книжевност од 19 век, Дом во тишина. Фестивалот на европски филм Cinedejs распишува конкурс за пријавување на кратки филмови кои ќе бидат прикажани во рамки на МК Shorts, програмата на 24-то издание што ќе се одржи од 10 до 15 јули 2025 година. Пријавените филмови треба да се со време траење до 20 минути, со година на продукција 2023
2024 година. Истите може да се во формат на анимиран или игран филм. Конкурсот е отворен до 1 јуни, по кој учесниците ќе бидат информирани во најкус рок. За учество на конкурсот треба да се испрати мејл со основни податоци за филмот на имейл адресата contact@cinedays.com.mk.